Денес, меѓународниот ден на литературата за деца, решивме да го прославиме, да го одбележиме со низа активности надвор од училиштето. Го искористивме овој простор во градската уметничка галерија. Го племенивме со една детска енергија, со една креативност, со едни убави басни, бајки, сказни, се што оди во духот на еден безгрижен детски свет. Ова активност денес всушност представува продолжеток на активности започнати во училиштето. На часовите по македонски јазик ние веќе се дружевме со Ханс Кристијан Андерсен и Градото Пајче. Децата изработија многу убави цртежи, илустрации, ја извлековме главната порака, зошто е напишана таа книга и секоја сказна дека носи некоја убава порака, а денес продолживме на еден поинаков начин да се запознаеме и со некои други бајки од истиот автор, односно од Ханс Кристијан Андерсен. Имавме мини изложба на веќе изработени цртежи од училиштето, имавме видео представување на дел од сказните, изработивме цртежи во чиј мотив беа исто така ликовите од принцезата на Црно Грашок, Царевото Ново Руво и една од страна на Ана Рингачева од нејзиното преработено народно творештво Лисицата, кртот и ежот. Значи еден убав збир за убави пораки и поттикнување на детската креативност и желбата за читање, се надевам. Овој ден во светот се прославува како ден на книжевноста за деца, а е во име на роденденот на големиот Ханс Кристијан Андерсен, авторот со кој што сите деца растеле, се уште растат и ми се чини дека ќе растат сите идни генерации. Секако дека ова е значаен ден воопшто за светската литература за деца, заради тоа што секоја литература има своји почетоци, нормално, меѓутоа тие почетоци секојаш се врзуваат со писателите кои што творат за децата, заради тоа што тоа е таа група на читатели во кои што мораме да вложуваме за да подоцна од нив созреат личности. Ние како луѓе во овој град, како интелектуалци, меѓутоа и учителките, чинителите на воспитно-образовниот процес, институциите, како што е, например, Домот за деца и млади, организиравме изминатиот период повеќе активности во име на литературата за деца. Тие активности најчесто се сведува на читања, промоции, понатаму книжевни работилници во кои што децата има контакт со пред се со нашиот роднокраен писател за деца Киро Донев. Меѓутоа им читавме приказни, читавме од современата литература за деца, па и овој денешен настан со дечињата од Видое Подгорец е всушност токму настан кој што на еден начин ги круни со сите претходни активности, настан во кој што дечињата слуша за тоа кој е Ханс Кристијан Андерсен, читаа од неговите бајки и еве сега творат по негови мотиви.